Поздрав до сите вас, браќа и сестри, драги пријатели, сите кои сте овде и оние кои ќе не следат. Денеска би размислувале за овој наслов кој може да го прочитаме заедно, кога Исус повторно ќе дојде. Вековно прашање од Христовото прво заминување, луѓето постојано го повторуваат или го поставуваат ова прашање, бидејќи е мотивирачко. Постојано кога ќе не идат кризи, кога ќе не идат проблеми, ова прашање доаѓа во прв план. Кога ќе се врати Исус конечно? Кога Исус повторно ќе дојде на оваа планета, нова наша земја? Во 1980 година е пронеден лек кој двојно ја зголемува должината на човечкиот живот. А во 1990 година моторите со внатрешно согорување се забранети со закон во сите големи градови во светот. Во 1994 година нема повеќе наркомани, ниту трговија со дрога. Дали ове настани ви се познати? Дали се вистинити? Не се, зашто се уште не е пронеден лек кај што човечкиот живот ќе се зголеми два пати. Се уште не е пронеден мотор со внатрешно согорување или кој нема да загадува. Иако во некои градови веќе има закони кај што луѓето не смеат да возат автомобили и така натаму, се оди на тие еколошки возила. Или има ли уште наркомани во нашиот град? Има. Има трговија со дрога и така натаму. Затоа овие настани што ги спомнав никош не се случиле, браќи и сестри, и не може да им верувам. Меѓутоа, дали може да и веруваме на Библијата, на Светото писмо, кога станува збор за Христовото второ доаѓање? Дали Библијата ни кажува нешто, дали ни дава знаци кои треба да ги знаеме за Исусовото враќање? Кога Исус бил на оваа земја, учениците исто така се интересирале и го прашале директно Исуса, зашто тој бил во нивна средина, и еве го текстот: кажи ни кој ќе биде тоа и кој е знакот на твоето доаѓање и на свршетокот на векот. Тоа било прашање кое ги копкало учениците и сакале на Исуса да му го постават. Сигурно и ние би го поставиле на Исуса да е тука со нас, или да можеме да комуницираме, да воспоставиме некоја интернет врска со Исуса. Сигурно би го прашали, би рекле: Господе Исусе, ајде, подготви се, дојди, зашто условите на оваа земја се неподносливи. Меѓутоа, браќи и сестри, Исусовиот одговор бил многу јасен, многу гласен, многу едноставен и многу разбирлив. Кога читаме во Матеј 24 глава и Лука 21 глава, запамтите ги тие две книги, две евангелија, Матеј 24 и Лука 21 глава. Тука ни се дадени комплетно оние важни фактори, важни знаци кои се потребни за да ги знаеме, ако сакаме да едноставно се подготвиме. Ајде да го читаме првиот знак: незадоволство, неизвестност, страв. Јас го ставив овој знак: не паѓање над звезди, не земјотреси, затоа малце подолу ќе спомнеме. Меѓутоа, ова е, може да кажеме, еден од најголемите или првите знаци кои укажуваат дека навистина ние со големи чекори одиме кон завршницата. А тоа е незадоволство, неизвестност, страв. Дали ние сме незадоволни, браќа и сестри? Дали кај нас се покажува незадоволство? Се покажува. Дали имаме неизвестност? Како да не? Никој не знае што утре ќе биде. Кога настаните се преку ноќ случуваат, се будеме наутро, отвараме телевизија или мобилен да прочиташ некоја вест, сосема се променила преку ноќ, само за неколку часови. Зарем не живееме во некој страв кој превладува кај сите нас? Еве што кажал Исус во Лука 21 глава. Да ги читаме заедно овие зборови. Ќе има знаци на сонцето, на месечината, над звездите, а на земјата народите ќе бидат опфатени од страв и збунетост. Ете, тоа се големите знаци. Живееме, браќи и сестри, во едно време на збунетост, на страв, од бучењето и од морските бранови. Луѓето ќе умираат или ќе премираат од страв, од исчекувањето на она што ќе го снајде светот, зашто небесните сили ќе се затресат. И тогаш ќе го видат човечкиот син како доаѓа на облак. Кога ќе дојде Исус? Еве го одговорот. Ние живееме токму во тие скалела,
Едноставно, тука сме, браќи и сестри, кога луѓето умираат од страв, збунетост, опфатени сме од исчекување на што ќе го снајде светот. А кога ќе почне да се случува тоа, исправете се и подигнете ги главите, зашто се приближи вашето избавување. Ако ве вратам сега во Матеј, тамо кога Исус бил на оваа земја, кога им кажува на израелците, кога ќе видите дека градот е опколен Јерусалим, што треба да правите? Спакувајте се, подгответе се, зашто војсководителот Тит им дал една врата отворена на израелците, еден коридор. Знаете зборот коридор, место кај што безбедно поминуваш. И сите израелци кои ги пазеле овие зборови на Исуса, кој зборувал за обсадата на Јерусалим, излегле од Јерусалим и се сокрили горе во планините и останале живи. А оние кои ги отфрлиле тие Исусови зборови, били убиени или немали што да јадат со месеци внатре, били обколени, немале храна. Таму вели децата си ги јаделе, пишуваат историчарите. Браќи и сестри, колку ги пазиме ние, колку внимаваме на знаците. Овде го имаме точниот опис на ова атомско време кое почнало пред неколку децении, браќи и сестри. Луѓето вели ќе премираат од страв и од исчекување на она што ќе го снајде светот. Луѓето ќе умираат. Денешното поколение е израснато под сенка на трупаното оружје. Оружје кое може да го уништи светот неколку пати, да го спржи како нива која се пали страништето и се гори. Она слама остатокот од житото. Изразот што ако дојдат некои терористи до нуклеарно оружје е грижа која се повеќе проникнува и кај нас. Не знаеш кој може да биде терорист. Може да е обична бабичка, еден обичен дедо, еден обичен господин. Тамо со патерица оди, а може да биде терорист. Или господин со машна, со одело, со шешир, може да биде терорист. Не се знае, началото на никому тоа не го пишува. Живееме во ова злострокна доба. Исус, браќи и сестри, сепак не остава осамени. Моменталната општа несигурност треба да тоа го потврди уште еднаш дека живееме ние на последното скалело. Често може да слушнеме како нашите современици протестираат: гледајте на што спаднал светот. И оние кои веруваат во Бога, и оние кои веруваат во Христовите зборови, велат: погледнете кој доаѓа на нашиот свет. Значи, некои велат на што спаднал светот, а други велат: погледнете кој доаѓа на нашиот свет. Ке дојде некој кој ќе не ослободи и ќе направи крај. Ќе направи крај на сите проблеми и маки. Првиот знак, рековме, општа несигурност. Понатаму, вториот знак, големи несреќи. Еве го текстот. Ке има големи земјотреси, а на разни места ке има глад и помор. Ке има стравоти и големи знаци на небото. Така и вие, кое ќе видите дека ова се збиднува, знаете дека Божјото царство е близо. Браќи и сестри, може би оние кои се сомничави, кои од секојаш биле песимисти или критичари, ќе кажат: ништо ова не е. Под секојаш имало земјотреси, под секојаш имало гладни луѓе, под секојаш имало ова или она. Но да застанеме малку кога го спомнавме гладот. Денес, кога овој современ човек стасал до месечината и сега сака да навлезе во длабината на Вселената, уште на некои други планети, праќаат сонди или сателити и на Марс и на други горе планети, едноставно човекот толку е развиен, 2/3 од населението, браќи и сестри, денеска страда од глад. Ваквите слики или репортажи се почесто и на нашите македонски телевизии се појавуваат. Скоро нема седмица или недела или ден кога некоја телевизија не даде таков извештај за деца кои се гладни со надуени стомачиња. Едноставно, редовно се појавуваат на нашите телевизии. Исус знаел, браќи и сестри, дека крајот на светот ќе биде проткаен токму со таквите слики, со земјотреси. Исус знаел дека на крајот од времето гладот ќе земе поголем замав поради себичноста или поради себичната човечка природа, подмитливите влади и вооружените судери.
Се това ќе предизвика се поголема и поголема глад во светски размери. А што да кажеме за земјотресите? Може би ние овде сме на ова подрече малце позаштитени, нема такви разорни, освен Скопскиот земјотрес 63-та година. Но дали нивниот број се зголемува или дали денес ние се повеќе подлабоко потпаѓаме кога земјата, вели Библијата, ќе се тресе како што? Како пијан човек. Реков, некој ќе кажат од секојаш имало земјотреси. Меѓутоа, одговорот може да го најдеме во самата статистика за силните земјотреси, за оне над 7 степени зборувам. Над 7 степени по Рихтеровата скала. Еве еден извештај краток. Во 9 век, браќи и сестри, се случил еден голем земјотрес, 9 век. Значи, после Христа, 9 век. Потоа немало забележено силни земјотреси се до 16 век. Значи, 9 век, 16 век. Немало, имало ситни, мали, но немало такви разорни над, како што спомнавме, 7 степени. Потоа 2 во 18 век и во 19 век. Меѓутоа во првите 3/4 на 20 век имало 9 разорни земјотреси. Бројот на земјотресите денеска двојно се зголемува или се зголемил во однос на сите претходни векови заедно. И сите овие докази, сите овие бројки, браќи и сестри, покажуваат или укажуваат дека ние се приближуваме до денешниве дни. И еве сега податок. Од 1975 година до 1978 година доживеавме 10 земјотреси со разорнувачка сила. 10 само за 3 години. Што ви тоа кажува? Рековме од 9 век 1, па имало пауза до 60-тиот, па таму имало 1, 2, 3, а сега за краток период разорни 10 земјотреси. Велам разорни, кај што се рушат куќи, згради и кај што има многу голем број на загинати. И денеска, браќа и сестри, светот се уште се тресе. Денес спомнувам Ерменија, сеќавате, катастрофален земјотрес, која беше 89-та година. Сеќавате на момче која, сум го кажал тој пример, кога школата им се руши, а тоа се спасува со своите другарчиња, а неговиот татко оди и копа со раци цел ден, цела ноќ. Стотици мртви и дечиња, а синот таму паднале неколку греди и во ќоштот се спасиле. Таткото копал, дошле противпожарните овие работници, екипи, му рекле, нема шанси, господине, дозволи да влеземе со машините и да го очистиме овој терен. Меѓутоа, таткото копал цела ноќ и наутро скоро се доближил доле до училницата, знаел точно каде е неговото дете и кога почнал да го вика Арманде, Арманде! И синот се озвал, тука сум, тато, се уште сум жив. И потоа дошли екипите, ги отргнале камењата и гредите и го нашле детето спасено. А детето знаете што рекло? Тато, знаев дека ќе дојдеш. Знаев. Зашто ти секојаш ме испраќаше и велеше, сине, јас сум со тебе. Тоа е само една цртичка од тие страшни земјотреси разорни. Што да кажеме за Индија, Мексико, Сан Франциско, Лос Анџелес, Хрватска овие денови? Се тресе како пијан човек. Списокот се зголемува, браќи и сестри. Да не споменеме Турција, и таму имаше овие денови. Овие феномени го достигнуваат својот максимум со приближувањето или доближувањето до второто Христово доаѓање. Третиот знак, трупање на богатство. Што значи податокот дека богатството денеска од маса на луѓе преминува во раце на неколку луѓе? Сега за кој ми ќе прочитаме кои се најбогатите луѓе во светот и колку тежат материјално. Значи, едноставно ова што го кажува Библијата се исполнува. Ај пред да го прочитаме текстот во Јаков 5 глава 3 стих. Насобравте богатство во последните денови. Браќи и сестри, овој пророчки текст, кој денеска наоѓа свое исполнување. Спротивно на економскиот просперитет и растот на националниот доход во западните земји, од кој застанува умот, богатите денеска стануваат се побогати и побогати. Денеска се купува на запад. Може би сега ова коронови вирус малце ги спречи, но
пред новогодишните празници, после новогодишните, тоа се трошеше на милиони, на милиарди, да ти застане умот. Богатите стануваат се побогати, а сиромашите стануваат, на жалост, се посиромашни. Во 90-тите години станавме сведоци на лудилото, барем на нашите простори, за купување на обврзници и трговија со предпријатија. Може на рака да ги изброиме во Македонија кои ги купија фирмите, а каде што работеа илјадници луѓе со децении, со години. Тие ги купија преку ноќ или ги донесоа до простачки штаб таквите фирми за €1 да ги откопат. Поединци купували и продавале предпријатија и фирми како стари автомобили. Резултатот е очигледен, браќи и сестри. Неверојатна концентрација на големото богатство кај неколку луѓе. Милиардерите станале уште поголеми милиардери. Само по неколку трансакции се само знак кој покажува дека доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос се приближува. Не може да прочитате целосно на ова слика, но јас ќе ви помогнам. Овие се 10 најбогати луѓе во светот. Првиот се вика Джеф Бесос. Ова бројка може веќе стара. $131 милиарди има. Бил Гейтс, тој кој многу сега се спомнува. 96,5 милиарди во долари. Ворен Буфет, 82. Бернард Арнолд, сигурно за нас се непознати овие. Па Амансио, 62. Овој Марк, кој е газда на Фейсбук, има преку 6.000 милиарди. Што е за него да даде 100 евра, 1000 евра, 10.000 евра? Гледате, концентрација на светското богатство во неколку луѓе. Тие го дрмат светот. Тие местаат и симнуваат влади. Тие пустуваат цареви, како што вели текстот во Библијата. Живееме, браќа и сестри, токму во време. Во време кога големото богатство се концентрира во неколку луѓе, кај неколку луѓе, а останатите стануваат се посиромашни и посиромашни. Четвртиот знак – трупање на богатство. Зошто незадоволството и немирите на работниците и службениците се побрзо и побрзо, се повеќе и повеќе се зголемува во спротивност со големиот технолошки напредок и натрупаното богатство? Да, Библијата зборува во книгата во Данијел 12 глава дека во последно време ќе се намножи знањето, техниката, и тоа е добро. Благодарение на оваа техника денеска ние може да вршиме пренос, да не гледат луѓето по цел свет, да проповедаме, да мисионираме, да разговараме, да се слушаме. Меѓутоа, сепак, иако техниката е толку напредна, во светот се појавуваат се повеќе и повеќе немири, се повеќе и повеќе штрајкови. Тоа се и предвидени. Еве што вели Јаков. Еве платата на работниците кои ги ожнија вашите ниви, што вие им ја скусивте, вика, и извиците на жетварите дојдоа до ушите на Господ над силите. Чекајте трпеливо и вие зацврстите ги своите срца, зашто доаѓањето на Господ се приближи. Гледате Јаков како го поврзува, како ја поврзува состојбата во светот со доаѓањето на Исус Христос, пишува овде. Со приближувањето на Исус Христос. Браќи и сестри, ние живееме во исполнување нови пророчки стихови. Апостол Јаков со пророчки очи ги пишува овие зборови, Бог му ги открил. Навистина, овде, откако пророкол натрупување на невидено богатство во нашите денови, апостол Јаков предвидува незадоволство, предвидува штрајкови. Тоа го вели Елена Вајд во своите списанија. Во последно време се повеќе кима вакви сцени, кога луѓето ќе одаат со транспаренти, ќе бидат против водачите, против оние кои управуваат со поедини корпорации, со поедини фирми. Луѓето веќе не може да истрпат, доаѓа до петни жили, до крајни жили им се нивното трпение. Ова е пророштво, браќа и сестри. Денеска напнатоста меѓу оние кои имаат и оние кои немаат постојано се зголемува. Предвидувањето дека ќе владе беззаконието во големите градови е се поочигледно. Апостол Јаков истакнав дека таквата состојба и уште еден знак дека доаѓањето Господово се приближува. И затоа она мисла
Ние ќе имаме такви посебни предавања, кога да ги напуштиме големите градови, кога ќе станат условите неподносливи, кога не ќе може дете да го пратиш во училиште, кога ти не можеш да отидеш слободно на пазар, кога ќе бидат улиците несигурни. Секако ние го очекуваме и оној другиот чекор со прогласување на нешто што ќе биде со знак, со декрет изгласано. Меѓутоа и ова ќе биде се почесто и почесто, зашто Јаков вели, текстот го читавме, зашто доаѓањето на Господ се приближи, кога луѓето ќе станат и не ќе можат повеќе тоа да го издржат. Наистина, браќи и сестри, ние живееме во овој свет. Живееме во овој свет кога тие знаци Божи полека се исполнуваат. Петиот знак, паѓање или пад на моралот. Наистина, кога зборуваме за ова точка или за овој знак, едноставно пророк Павле, исто така и вид пророк може да го наречеме, апостол Павле во својата книга до Тимотија 2 ни дал еден пресек, го трга пердето или завесата и како да ги чита денешните вестници, еве што кажува. Прва, односно 2 Тимотиева 3 од 1 па понатаму. А ова знај го, во последните денови ќе настанат тешки времења. Зашто луѓето ќе бидат саможиви, сребролюбци, самофалци, горделиви, холители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, безприродна љубов, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници, избубливи и надоени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви, кои имаат изглед на побожност, а се одрекле од нејзината сила. И сега пророк Павле вели, отстранувај се од нив, додека злите луѓе и измамниците ќе напредуваат во злото, измамувајки, бивајки измамени. Гледате, ова реченица нека ни биде многу јасна и да не охрабри во кое време живееме и да не се жестиме, да не се лутиме кога гледаме како околу нас се случуваат настани. Овде вели Павле, додека злите луѓе и измамниците што ќе прават? Ќе напредуваат. Во што? Во доброто? Овде вели во злото. Може ли поточно да се опише овој наш свет, браќи и сестри, од ова што Павле го запишал пред 2000 години? Павле пред 2000 години ова го пишува. Знај, во последните денови. А ние живееме во последните денови. Живееме во последно време пред второто Христово доаѓање. Навистина, погледнете на која било страна и ќе видите арогантен материализам на дело. Едноставно, луѓето се свртени околу себе. Луѓето се свртени во јадачка, во пијачка и во задоволување на своите сетила. Едноставно ќе видиме неброј гледки што ги правят младите препуштени сами на себе. Деца во рана младост, кои без размислување убиваат и усакатуваат. Ќе видиме следбеници на разни злосторства, на разни оргии, на разни групации на луѓе. Подоста ќе видиме и неколку фотографии кога станува збор за окултните појави. Каде се човекот ќе отиде? Каде човекот се ќе тропне? Браќи и сестри, сите овие слики формираат мозаик кој гласно зборува дека Исус наскоро ќе дојде. Еве го шестиот знак. Ширење на окултни појави. Се повеќе слушам меѓу народот, дали си бил кај ова бајачка, дали беше кај овој бајач, дали беше таму за совет, дали беше онаму. Еве го текстот. Тоа е оној чие доаѓање според сатанското дејствување, со секаква сила и со чудесни знаци и со лажни чуда. Зашто ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци, ја би додал и проповедници, па ќе прават големи знаци и чуда, за да ги заблудат, ако е можно, избраните. Ова е, браќи и сестри, шестиот знак кој го ставив овде да не подсети дека ние живееме токму во исполнување на овој знак што Господ Исус Христос го запишал. Ние живееме токму во ова време. Овде се истакнува дека антихристот, анти значи против Христа, ќе се појави во ликот на Христа, ќе ги прави истите или сличните чуда што Исус ги правил. Се со цел, ако е можно, да ги прелаже избраните. Ова сила
остро се спротивстава на оно што не е толку одамна го предвиделе Божите пророци. Дека едноставно разумот ќе го победи празноверието. Денеска се е со рацио. Ако тука ти одговара во умот, прави го. Ако не, не мораш. Значи, ги отврлуваат сите тие работи што Исус ги напишал во Матеј 24:24. Ќе се појават лажни проповедници, лажни учители. Едноставно, се со цел да бидеме и ние прелажени. Вакви сцени, ова сцена на еден ритуал. Гледате овде со крила, тоа е сатаната. Во облик на човек, тоа е маса на луѓе, тука со деца, тука се поставени, носат некои маски сега за да не се препознаат и вршат разни ритуали. Овде тече крв, овдека, гледате ова. Тече крв. И во име на сатаната се молат, тој е нивни Бог. И тие се воодушевени, тие се радосни, тие воскликнуваат, како што ние на Бога му пееме и му се кланяме, тие му се кланят на Антихристот. Тоа е проречено, браќи и сестри. Ке забележиме навистина лоши работи. Вештерки и волшебници се појавуваат на најгледаните телевизии денеска. New Age, новата доба, се појавува насекаде со продажба на волшебни кристали и повикување на духовите на умрените. Шоко Асахара во 1992 година во Јапонија се прогласил дека Исус Христос, дека е реинкарнација на Исуса Христа. Тоа го објави Time, најугледното списание во светот. Во Русија пред неколку години се појави поранешен полицаец кој вели јас сум реинкарнација на Исуса Христа. И илјадници луѓе го следаат. Илјадници луѓе. Лажни знаци и чуда се шират на сите страни. Вакви сцени се повеќе и повеќе може да ги видиме. Кај што луѓе доаѓаат и барат лек. Барат решение. Светските лидери, светските водачи доаѓаат кај таквите гледачи со цел да им биде кажено како ќе владеат. Лажните знаци и чуда се шират на сите страни. Се това укажува, браќа и сестри, драги пријатели, дека ние се ближиме кон завршницата. Еве и ова фотографија. Погледнете овде. Разни сцени се прават, само да луѓето го доближат оно што тие го посекуваат. И ове се знаци, браќа и сестри, кои укажуваат дека живееме во времето на доаѓањето на човечкиот син. Седмиот знак, разбуден свет. Го нареков овој знак разбуден свет. Што тоа значи разбуден свет? Што значи податокот дека современите народи се повеќе и повеќе почнуваат да му придаваат важност на својот национален идентитет. Гледате, и во нашето окружување во светот, мали народи се будаат, сакат своје место во светски рамки, да ги бидат препознаени дека и тие се тука, дека не се вештачки народ, дека тука тие постојат. Значи, будење на светот. Станете народи, вели пророкот, дојдете во долината на Јосафат, зашто таму ќе седнам да им судам на сите околни народи, фаќајќи се за српот, зашто жетвата е зрела, зашто е голема нивната нечесност. Мноштво во долината на пресудата, зашто е близу Господовиот ден во долината на судот. Денеска, например, Азија и Африка, браќи и сестри, се будат од својот сон, се чувствуваат сега посилни и бараат своје место под сонцето, место во светскиот економски поредок. Земјите денеска од Средниот Исток, кои се богати со нафта, иако до вчера беа експлоатирани и таму како трет свет наречени, сега се будаат. И тие сакат да имаат свој јас и свој глас во светски рамки. Иако во Обединетите нации скоро сите земји членуваат, но знаеме таму кој доминира, кои се тие светски сили. Другите се само да гласаат, меѓутоа сега и тие почнуваат да се будаат. Тоа е проречено. Различни етнички или религиозни групи ја остваруваат својата сувереност, а географските карти застаруваат по излегувањето од печат. Се уште таа карта не е пуштена во оптек, веќе се прекројуваат граници, нови граници,
Нови суверенитети се појавуваат на држави и на нации. Сведоци сме на неголемото будење на народите, кое воопшто не било во минатото такво нешто. И сега тоа е уште еден знак, браќа и сестри, дека ние се ближиме кон завршницата. 8-миот знак. Мировни напори и подготовки за војна. Зошто денеска се наоѓаме ниту во војна, ниту во мир? Некаде како на класкалица, знаете, горе-доле. Некој рекол дека ќе нема сега трета светска војна со пушки, со топови, но ќе има она дигитална војна. И ние живееме во овој свет. Меѓутоа, од друга страна има мировни напори и подготовка за војна. Едни се подготвуваат, а други сакат мир. Ајде да читаме во Матеј што пишува. Ќе чуете за војни и гласови за војни, пазете се да не се оплашите, зашто тоа треба да се случи, но уште не е крај. Зашто ќе се дигне народ против народ и царство против царство и ќе има глад и помор и земјотреси на разни места. Вистина, браќи и сестри, ние живееме во овој свет. Денеска скоро сите земји, може да кажеме, се подготвуваат за војна. Набавуваат оружје, иако не мисла дека ќе војуваат, но нека се најде. Но, браќи и сестри, еве само еден податок кој ќе ни биде интересен. Пред 20-тиот век никош немало светски војни. Ако е листата историјата, ќе видите дека имало локални, племински, така натаму. Меѓутоа, пред 20-тиот век немало воопштени светски војни. Но од Втората светска војна наваму живееме со сознание дека едноставно полесно ни е да притиснеме на копче и светот може да се претвори во една голема гробница. Затоа не е ништо необично што Библијата зборува за помор на оние кои ја расипуваат земјата. Откровение 11:18 цитира. Значи, оние кои ја расипуваат земјата, тогаш ќе се појави Исус Христос на облаците. Наистина, денеска живееме во еден свет кој има своји обединети нации. 1945 година е формирана ова светска организација кај што треба да се грижи за мирот во светот. Или ако има некаде немири, тие испраќаат своји војници и таму престојуваат некое време додека завојуваните страни не се договорат и да склучат траен мир. Се зборува за мирот, рековме, оформени се такви организации, но сепак и денеска вооружените судери пламнуваат и тлеат. И нашата земја членува во таа мировна организација, браќа и сестри. Но сепак денеска постојат скриени непријателства, стари со векови, прераснуваат во војни судири. Денеска пограничните судири може да прераснат во војни. Зашто секоја држава има своји симпатизери, своји подржувачи, и едната и другата страна. Денеска терористите или тие нивни напади делуваат брзо. Сеќавате мината година што се случи во срцето на Европа, во Австрија, во Виена. Само еден човек направи колапс во главниот град на Австрија. Еден човек колапс направи. Збунетост имаше и неколку убиени. Затоа, браќи и сестри, ние живееме токму во тоа време. Кога се повеќе и повеќе војната сила се зголемува. Но Библијата тоа го прорекла. Библијата прорекла дека ќе има војни. Иако на Бога не му е мило тоа да има, но тоа е пророштво кој укажува дека ние живееме во времето пред второто Христово доаѓање. И предпоследниот знак, а тоа е 9-тиот знак, напредок. Вистина, после толку многу векови, после толку многу години човечката историја, човештвото дури сега остварува брз и научен напредок, технолошки напредок. Зошто средствата за масовна комуникација го направиле светот, браќа и сестри, толку мал? Она што сега ние го зборуваме овде, не гледат широм светот, кај што имат уклучен овој канал. Или ние гледаме оно што се случува во Австралија, во Америка или во други меридијани на светот. Гледате колку технологијата е напредна. Само со едно копче притискање и веќе имаш слика, имаш глас и луѓето не пратат. Библијата тоа го прорекла дека во последно време науката ќе оди
напред. Мнозина ќе се очистат, вели Даниел. Ќе обелат и ќе испитаат. Еки се денеска живееме навистина во ова време кога овие пророштва се исполнуваат. Во изминатите 50 години знаењето се зголемило со многу голема брзина. Денеска постојат суперсонични авиони. Или она што, како што спомнав, што го ние сега тука гледаме и работиме, едноставно тоа се гледа и се прати по цел свет. Еве еден текст што сакам да го прочитам, што кажал некој. Во последните 50 години имало повеќе промени отколку во изминатите 2000 години. 1000 работи кои не обкружуваат Велс и Верн, ниту ги сонувале во миговите на својата најголема инспирација за создавањето. И навистина, верувам дека може да се сложиме. Еве податок кој ќе ни биде интересен. До 1850 година луѓето патувале служејки се со, знаете што, запрежни коњски коли. Сеќавате? Кога велам да се сетиме, ние не сме во тоа време живели, но и 50 години нови простори луѓето патуваат со магариња, со коњи, со коли за да отидеш до некое село. Понатаму вели, денес го пробивме звучниот зид и патуваме низ светот со надзвучни млазни авиони и вселенски бродови. Многобројни разновидни технолошки можности и приливот на пронајдоци упатуваат на исполнување на зборовите што ги читаме во Библијата. Браќи и сестри, токму тоа е еден уште поголем знак, напредок. И не е чудо утре задутре ако ние добиеме уште некои помодерни мобилни телефони или помодерна техника, како да сме тука или таму кога ќе се гледаме или слушаме. Науката оди напред, но тоа нека не биде само уште една потврда дека ние со големи чекори одиме напред. И еве за денеска ќе го споменеме и последниот знак, проповедање на Евангелието низ целиот свет. Исус прорекол, браќа и сестри, дека тоа ќе се случи. И еве да го прочитам заедно текстот. И ќе биде проповедано ова Евангелие. Кој Евангелие? Ова, библиското, изворното, не мое и твое, него оно што Исус го оставил. А Евангелие значи радосна вест. Исус ќе дојде и крај на сите маки, на сите проблеми. Нема болести, нема вируси, нема смрт, нема болници, нема болни. Сите ќе бидеме здрави и вечни. Ова Евангелие Исус вели, ова Евангелие за Царството Божие ќе се проповеда за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде крајот. Вистина, уште еден текст. Вистина, вистина ви велам, ова поколение нема да помине, додека не се збидне тоа. Веќе сестри, оно што се случува денеска во ова наша генерација, ни завидуваат генерациите кои сега се покојни или не се меѓу живите. Зашто оно што денеска ние го гледаме, го сонувале нашите предци. Го сонувале за да го доживеат. Денеска ние сме тука едноставно сведоци на она што се случува и она што Господ го предвидел во својот збор, во својата реч. Евангелието одговара на сите човечки духовни дилеми. Например, муслиманите кои со векови го затвориле својот ум за примање на Евангелието, денес се вртат кон Христа и со радост се прифаќаат надежта за неговото второ доаѓање. Денеска Бог ги повикува сите. Исус вели, дојдете кај мене сите кои сте уморни и натоварени. Денеска Евангелието по пат на интернет се проповеда по цел свет. По цел свет. И тамо кај што може границите се уште се затворени, да се влезе физички, да се носи литература, но по пат на интернет, по пат на тие радиобранови, денеска луѓето можат во своите домови, поред својот кревет, да слушат за Бога. Живееме во деновите кога вели дека Евангелието ќе се проповеда, а за оној ден и час никој не знае, ни небесните ангели, а само мојот татко. Значи, живееме во тие 10 знака, но денот и часот ја не го одредив сега. И не знам, зашто еве текстот што не вели, за крајот, кога точно ќе биде.
Ако некој ви каже дека Исус ќе дојде 2022 година или ќе биде крајот ова година, не му верувајте. Зашто? Овде не пишува така. За оној ден и оној час, за Христовото враќање, никој не знае, ниту ангелите, вели Исус, но само Отецот. Браќи и сестри, ние денес живееме токму во ова време, кога овие знаци се исполнуваат. Но наше е да бидеме овде, вели, готови, зашто човечкиот син ќе дојде во час кога не мислите, кога не се надеваме. Еве ќе поминува криза, пример. Месец, 2-3 година, како е предвидуваат. Што после? Имало такви кризи во историјата. И секој човекот оде во кулминација горе, кога кризата застанувала, пагела долу и оделе, го заборавале Бога. Бог не сака сега од ова криза да ние после го заборавиме и да се опуштиме, него само да ги избиеме уште повеќе своите редови. Нашата вера да биде уште појака, зашто утре може да дојде друга криза, трета. И само Исус што не се појавил. Наше браќи и сестри, да му веруваме на Господа. Современиот човек е наполно свестен денеска дека светската криза се продлабочува. Некои очајнички се обидуваат да ја спречат. Напредната технологија, економските теории и меѓународните организации се уште се парализирани од светските проблеми. Гласот на добрата волја се задушени од суровите гласови на оние национални поделби. И денеска едноставно постои раскол во сите подрачја. Меѓутоа Исус вели, јас сум патот. Да не следиме човек, браќи и сестри, човекот умира и умире нашиот пат, пропаѓа. Но ако го следиме патот на Исуса Христа, Исус вели, јас го премостив, јас ја премостив провалијата. Јас со својот живот, гледате овој крст, окажува дека Исус го премостил од едниот крај до другиот и безбедно може да поминеме. Исус вели, пак ќе дојдам. Тоа е големо ветување, пак ќе дојдам. Јас може да кажам дека пак ќе дојдам после година дена, но може да се случи нешто што не може да дојдам. Но Исус ќе дојде сигурно. Исус ветил, како што читавме денеска во Исаија, кога се наврши времето. Исус дојде по прв пат, вели Галатјаните 4:4. Кога ќе се наврши времето, Исус ќе дојде по втор пат и ќе го исполни, браќа и сестри, своето ветување. Затоа Господ да ни помогне да се удостоиме и да бидеме чврсти во својата вера. Денеска Евангелието се проповеда. Денеска многу луѓе се обраќаат. Ајде да го проследиме овој стих пред да го кажеме завршниот пример. Кој врши грев од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши од почетокот, затоа се јави човечкиот син за да ги разурне делата на ѓаволот. Наскоро таа стара змија, како што вели Јован во 20 глава во Откровението, ќе биде фатена, тој змеј, и ќе биде фрлена во длабините морски. Односно, ќе има време да размислува сатаната што направил се и каде сега го допрел дното, но нема му повеќе шанса. Тој ќе биде за секој збришен. Евангелието се проповеда. Исус сега сака да го подари својот мир во овој вознемирен свет на тебе и на мене, брате и сестро. Но, што се случува денеска? Денеска, рековме, Евангелието се проповеда. На една серија од предавања од Библијата била една госпоѓа по име Марија присутна, седела таму на крајот од салата, проповедникот зборувал од вечер во вечер, упатувал пораки, ги допирал Духот Свети срцата на присутните, и ова госпоѓа Марија, млада жена, слушала за скорешното доаѓање на Спасителот, како Исус ќе дојде и ќе го внесе тој мир и сега во срцата наше, не само тогаш кога ќе дојде. Таа почувствувала топлина во срцето свое. Си го вратила умот на сите своји настани што ги правила и се почувствувала многу грешна, зашто таков бил животот. Меѓутоа, таа сватила дека само љубовта Христова може да ја помогне. Сватила дека барала љубов на погрешни места, сега дошла на вистинското место. Исус е одговорен, Исус е одговорот на низините молитви. Посакала прием, односно посакала разговор со проповедникот и следниот ден проповедникот и неговиот помошник ја посетиле. Марија го раскажала својот живот.
Таа го раскажала својот скршен живот, како алкохоличарка, таа стасала или стигнала до дното на животот и сега се издржувала на непоштен начин. Ги кажала своите проблеми, ги раскажала своите маки, плачејки, еве што кажала: Синоќа, Господине, проповедниче ми зборувавте мене. Меѓутоа гласот кој допирал до низиното срце бил Божиот глас. Тој нежно изборувал: Марија, ти си мое дете. Марија решила да ризикува се. Го повикала Христа да дојде во низиното срце како Спасител и Господ и цврсто ја прегрнала надежта во неговото скорешно доаѓање. Во седмиците кои доаѓале, Марија имала чести контакти со проповедникот и сите кои биле во таа организација на предавањата, зборувала со нив за Исуса, почнала да се ослободува од многу стравови, од многу несигурности кои порано се обидувале да таа ги стивне во употреба и користење на алкохол. Мислејќи дека таму ќе најде лек, таму ќе најде леснение, се впуштила и во оние што се вели забранети води. Но Исус почнал да ја ослободува од зависноста која едноставно сигурно би го уништиле низиниот живот ако останала таму и ако продолжила. Марија се срамела од многобројните постапки што ги направила. Меѓутоа, браќи и сестри, Христовата милост толку длабоко навлегла во низиното срце, што таа се почувствувала препородена, сторила завет со Бога, го оставила минатото, свртела нова страница. Бог ја дал нова перспектива, нова радост, нов смисол на животот, нова иднина. Тоа е оно што Исус го прави денеска. Таа радостна вест која Библијата ни ја опишува, е радостна вест дека Бог може и твојот и мојот скршен живот, брати и сестри, драги мои пријатели, да го поправи. Тоа биле трагични мигови од животот на Марија, но таа добила нова страница. И денеска Исус вели: ќе дојдам скоро и наградата моја е со мене. Исус ќе дојде со награда, брати и сестри, да ти даде на тебе и на мене. Тоа доаѓање ќе биде славно, некако мало безпомошно бебенце, кој ќе биде завиткано таму во некој крпи во јаслите во Витлеем. Сега ќе дојде Исус, цар на царевите, господар на господарите, со палка и со срп, да владее и да го собере житото. Тоа жито си ти и јас, но пред да го собере, Исус сака денеска да влезе во твоето срце и во моето. Тој сака денеска да престојува постојано и да ни помогне да се ослободиме од сите маки, од сите терети, од секое бреме и да ни го олесни животот, да гледаме со нова перспектива. Знаете, кога одите на лекар, на очен, имате перде или како се вели мрена и тој ви оперира и вие гледате. Сеќавате оној пример со Исуса, кога момчето вели: не гледам ништо. А Исус вели: ајде уште еднаш да те помачкам. И сега што рекол? Гледам. Првин ги гледам луѓето како дрва, а сега гледам како што. Денеска ние гледаме како преко огледало, вели Павле. Матно, ево огледало, матно. Но кога ќе дојде Исус, ќе гледаме како? Чисто, бистро, како што сме. Нека твоите очи и моите очи, не овие, тие физички, Бог ќе ни ги обнови, ќе ни даде нови очи, да го видиме нашиот Спасител Исус Христос, но пред се да се видиме ние сите таму, во новиот свет, во новата земја со Исуса. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.